Почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувам представник на Министерството, почитувана јавност. Пред нас е Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Првите критики се нормални, тоа што законот пристигнува токму во Комисијата за европски прашања, повторно уште еден закон во Комисијата која што е за се и се што разговараме од минерални суровини, инспекцијски надзори, семенски материјали, па доаѓаме до навреда и клевета. Дискутабилна е потребата од донесување на сосема нов закон кога гледаме дека става збор за некои помали изменувања. Дополнително донесувањето на овој закон е обременет со, јас би рекол, еден скандал кога стигна овде на Комисијата за европски прашања, кога вие ни убедувавте дека има согласно со Сдруженијата на новинари, дека има согласно со сите општествени ченители, и потоа кога со неколку говори стигнавме до негативното мислење, видовме дека целата држава, целата јавност беше згрозена од тоа што вие имате намера да ги казнувате граѓаните да одговараат за навреда и клевета, за изнесено негативно мислење. Иако самата цел, основно начело во членот 2 на овој закон вели дека законот ја гарантира слободата на изразување и информирање како една од битните основи на демократското општество. И тогаш се вадеше министерот за правда, по тоа време подносител беше еден друг министер, Бојан Маричич, стигна како едно од првите законски решенија на новиот министер Никола Тупанчевски овде во собрание, излезе дека дури и во Министерството не сте доволно координирани. И го повлековте тој законски текст и повторно ни го вративте и во јавноста кажавте негативното мислење е повлечено, точно, меѓутоа со што го заменивте? Во членот 6, одговорност за навреда и клевета, пишува: за навреда одговара тој што со намера да омаловажи, со изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг со утврден или очевиден идентитет, омаловажувачко или понижувачко мислење со кој се повредува неговата чест и углед. И повторно успеавте да го вратите мислењето како основ за граѓанска одговорност. Искрено да ви кажам, кога го повлековте законот, мислев дека зборот мислење ќе го замените со тврдење. Затоа што тврдење како поим не е непознато. Во законот кога станува збор за клевета, се повикувате на поимот тврдење, тој кој што за друг ќе изнесе соодветно тврдење. И овде останува горкото чувство дека Министерството за правда со овој закон има единствена цел, а тоа е да ги спаси функционерите од власта, од јавната критика. Да бидеме најасно, јас целосно се согласувам дека мора да имаме закон за граѓанска одговорност за навреда и за клевета. Јас се согласувам дека не смееме да дозволуваме да се вредуваме меѓусебно и да се клеветиме. Меѓутоа, постојат многу јазични семантички формулации во кои што Министерството во еден креативен процес може да ги пронајде. Зошто не се најдоа јазични формулации во кои што за навреда ќе се смета, например, поставување на диагнози од неовластено лице? Болен сте, лечете се, вие сте шизофреник, би разбрал да бидат третирани како навреда. Би го разбрал тоа. Би разбрал како навреда да бидат третирани изнесување на семејни околности. Тој што за друг ќе изнесе семејни околности, лични некои квалификации, факти и така натаму, ќе ја најдеме соодветната јазична и семантичка формулација за законот. Меѓутоа, да зборувате дека мислењето може да биде квалификувано како навреда е само обид да се замолчи јавноста, затоа што мислењето е една од темелните вредности и не смеете да ја ставите како навреда, затоа што ако мислењето представува основ за сторување на вакво дело навреда, односно повикува на граѓанска одговорност и плаќање на надомест, целосно можете да ја угушите јавната критика и притоа секој автор, секој писател, секој новинар, секој режисер ќе размислува и ќе внимава какво мислење изнесе. Во ред е тоа истото да биде заменето со тврдење, затоа што треба да направиме разлика помеѓу мислење и тврдење. Јас
ќе поддржам доколку за навреда пишува омаловажувачко или понижувачко тврдење, затоа што има разлика помеѓу мислење и тврдење. Ние овде кога зборувавме за Законот за минерални суровини, имавме, сега една мала дигресија, ќе се запрашате зошто, ќе ви објаснам. Имавме предлози дека кога се даваат одобрение за концесии или детални геолошки истражувања, мислењата од општините треба да бидат заменети со согласности. Сега замислете, доколку општината даде мислење, кое што мислење е негативно за одреден концесионер, за одреден рудник, теоретски, затоа што овој закон ги опфаќа и ги заштитува и правните лица, првото лице ќе може да води постапка за омаловажувачко и понижувачко мислење. Затоа, ние ќе се обидеме со амандман, меѓутоа еве овде на прво читање апелирам мислење да биде заменето со тврдење, затоа што уште еднаш ќе повторам. И во законот, и во овој законски текст, кога станува збор за клевета, е вклучен зборот тврдење. И на тој начин и оној кој го предлага законот и претходниот законодавец јасно признал дека прави разлика помеѓу субјективното мислење и повекување на објективни факти и објективна стварност, а тоа е тврдењето. Да го замениме мислењето со тврдење. Имам уште една забелешка, и ова не е мала забелешка, ова е многу сериозно, не смееме да дозволиме сега во 2022 во Македонија да забрануваме мислење, затоа што, верувајте ми, граѓаните не се задоволни од работата на функционерите и притоа ќе изразуваат своји мислења кои што можеби некој ќе ги доживува и како омаловажувачки. Кога станува збор за членот 9, една забелешка, докажување на вистинитоста. Тужениот е должен да ја докажува вистинитоста на фактите содржани во тврдењето. Во ставот 3 вели: по исклучок на ставот 1 и 2 на овој член, товарот на докажување паѓа врз тужителот кој како носител на јавна функција има законска должност да даде објаснување за конкретни факти. И овде овој дел го поздравуваме, затоа што кога станува збор за кога тужителот е носител на јавна функција, тој самиот треба да го докажува и време е да ставиме крај кога носители на јавни функции тужат новинари, кога носители на јавни функции тужат политичари од опозицијата само затоа што за нив изнесле некое мислење. Меѓутоа, што го прави спорен овој член? Вели, ако тужениот докаже дека имал основни причини за изнесување на тврдење што е од јавен интерес. И на тој начин, целиот став 3 на еден начин паѓа во вода, затоа што во овој случај сега тужениот, кој што изнел некое мислење за јавниот функционер, носителот на јавна функција, ќе биде ослободен од обврската. Тој кажува ако претходно докаже дека станува збор за јавен интерес. Значи, повторно обврската за докажување паѓа на тужениот. И притоа, ако тужителот е носител на јавна функција, нема да ги докажува тврдењата, туку ќе го докажува потребата од јавно мислење. И овде со амандман ќе реагираме зборовите докаже дека да се избришат, односно да пишува ако тужениот имал основни причини за изнесување на тврдење што е од јавен интерес. Ако јас повикувам и велам дека министерот за здравство набавил и се обидел да набави вакцини од кинеската фантом фирма Синофарм, доколку бев тужен, според таквата формулација, ќе требаше да докажувам дека имало јавен интерес. Јавниот интерес е очигледен и секогаш е поврзан со вршењето на функцијата на јавните функционери. Затоа зборот докаже дека треба да биде избришан. Односно, се согласувам со ставот 3, го поздравувам ставот 3, меѓутоа, обврската за докажување дека имало јавен интерес, да знаете дека парадоксално го анулира целосно ставот 3, според кој товарот за докажување паѓа на тужителот, ако тужител е носител на јавна функција. Повторно, повикувајќи се докаже дека било прашање од јавен интерес, ќе треба тужениот да докажува дека било од јавен интерес. А самата цел на ставот 3
Членот 9 е дека товарот на докажување паѓа на јавниот функционер кога станува збор за вршењето на јавната функција, односно за јавен интерес. И се разбира дека тоа не е доколку станува збор за некоја навреда од личен карактер, овде се согласувам целосно. Ви благодарам.